Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија. Колега Мицевски, јас се сложувам со вашата констатација дека точно е, ние го ветевме тоа на изборите, дека ќе воведеме зелена нафта за земјоделците и тука се сложувам со вас. И сега на пленарна седница е овој предлог закон за рурален развој, каде што парламентарното мнозинство ќе гласа за, бидејќи тоа го ветевме, и јас лично мислам, иако зборувавте на говорница, дека и вие се сложувате со оваа мерка, бидејќи оваа мерка која што се воведува е во интерес на сите земјоделци во Република Македонија, бидејќи со овој начин се овозможува олеснување на производството, односно добивање на повеќе приходи на сите оние кои се занимаваат со производство на храна. Импликациите од финансиска гледна точка се 310 милиони, и тоа јасно и недвосмислено, транспарентно го разборувавме на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, и точно е 100.000 денари највисоката сума која што едно земјоделско стопанство ќе ја добие. Меѓутоа, во оваа мерка се водевме од компаративни анализи и од повеќе земји кои што се членки во Европската Унија, и тие и на Комисијата и овде ќе ги наведам, а тоа е Србија, Хрватска, Словачка, Република Албанија, Чешка и така натаму. А што се однесува до како и на кој начин ќе се пресметува, добро знаете, барем јас лично мислам дека го знаете тоа, во сите култури многу лесно во однос на агротехничките операции е пресметано колку точно гориво, односно нафта е потребно да се изврши било која техничка операција, независно од тоа дали се житни, индустријски, овошни, лозови, градинарски или фуражни култури. Тоа веќе го има изработено во изминатите години и Институтот на агроекономика на Земјоделскиот факултет во Скопје. Тоа сега ние го преминуваме, тоест на предлог на Министерството, Собранието ќе го изгласа, и верувајте ми, јас сум уведен дека ова е многу добра мерка која што ќе биде добро прифатена од сите земјоделци. Впрочем, оваа мерка е само за нив наменета и едноставно целта е трошоците да се намалат во текот на целиот процес на производство на храна во Република Македонија. Јас само ќе апелирам до вас и се надевам дека и вие ќе гласате за ова, и во иднина ќе работиме се во интерес на овие луѓе кои што мачат да произведат храна, кои што во корист на сите земјоделци, во сите граѓани. Ќе има уште многу мерки, впрочем тоа го докажавме во изминати месеци, и нека име со среќа оваа мерка на сите земјоделци во Република Македонија. Благодарам.